Od ponedelnik i pozicije i opozicija site na protesti, se pravac spisoci i se organiziraat partijski členovi, no i drugi. Na jednite motivot im je smena, na drugite podrška na vlasta. Spored partijskite matematiki najmalku 8 do 10.000 žitelji na istok od na protesti se so namera da trgnat vonedela, ke stignat li je dilema zašto opozicijata obvinuva za obstrukciji. Обструкциите кои што ги имавме во последните денови, во текот на денешниот ден уште повеќе се зголемуваат. Имаме веќе голем број на случаи за давање на налози за работа во текот на утрешниот ден, како и откажување на веќе поставените договори со автопревозниците. Сето ова што се случува представува уште еден доказ за суровоста на владеачката гарнитура. Сепак назад немало, па во Скопје ќе се стигнало, па макар и пешки. Луѓето се толку многу мотивирани за овој протест, затоа што гледаме дека повеќе од 53 невладени организации го потражуваат, значи се приклучуваат секој ден и нови помали партии. Денес гледам дека и Дом на Лиљана Поповска и таа ќе учествува, значи на сите можни начини ние сме спремни и на митингот, секако на протестот, мислам, а во Скопје што ги се секако сите ќе присуствуваме. Без разлика на кој начин. Еден ден потоа Скопје ќе биде место на собири на членови и поддржувачи на ВМРО ДПМНЕ. Граѓаните на Македонија ќе излезат пред владата за да покажат дека се борат за почитувањето на правото на глас, за почитувањето на изборна волја, за отварање на нови работни места и ќе покажат дека се борат за новите фабрики и автопати. Тие ќе излезат да дадат подршка на безбедносните сили за зачувување на државните приоритети и интереси. Дојде време ние граѓаните да се обединиме и македонските национални интереси. Нивните бомби доведуваат само до закрвување на македонскиот народ и до дестабилизација на нашата единствена Република Македонија. Ги повикувам сите граѓани да ни се придружат мирно и достоинствено, да излезат во понеделник во 20 часот и да ја дадат поддршката за стабилна и силна Македонија. Аргументи за и против имаат и едните и другите. Кој е во право, а кој не е прашање на лична перцепција, а одговорот ќе го дадат двата дена кои следуваат. Дали ова е вовет или тест на расположението на гласачите пред евентуални нови избори, исто така е дискутабилно.